Добро вечер и од мене Драчево, добро вечер Кисела вода, добро вечер Скопје, добро вечер ВМРО ДПМН, добро вечер победници. Секогаш е тука предизвикувачки да се зборува, па така и оваа вечер, посебна енергија, посебна емоција, но тоа што денеска ќе го зборувам, ќе биде краток осврт на она што се случуваше изминативе 3 години и она што планираме ние како ВМРО ДПМН, како една влада да го работиме во следните 4 години. Но пред да продолжам како што е редот, како што секаде всушност правам, ќе ми дозволите да се заблагодарам на луѓето кои што во доцните 80-ти и раните 90-ти сонуваа за независна македонска држава и цигла по цигла го создава Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН овдека во Кисела вода, овдека во Драчево. Тоа се основачите и ветераните на ВМРО ДПМН. Ви благодарам што јас имам можност да стојам овде и да зборувам од името на ВМРО ДПМН. Истовремено ќе ми дозволите да се заблагодарам на сите членови, на сите симпатизери, на сите оние луѓе кои што дел од својот живот поминаа во местните комитети, во Општинскиот комитет, работејки за Македонија и за партијата. Ке ми дозволите да се заблагодарам и на младите луѓе, на членовите на Унијата на млади сили, на дамите, членките на Унијата на жени, на представниците на коалиционите партнери кои што се дел од коалицијата за обнова на Македонија. Без се тоа, може би денеска јас ќе немав можноста да стојам овде пред вас и да ја најавам историски најголемата победа на ВМРО ДПМН и коалицијата која што ја предводи ВМРО ДПМН. Ви благодарам за се што правевте за Македонија и за ВМРО ДПМН. Ке почнам од почеток. Пред нешто повеќе од 30 месеци го започнавме овој маратон. Трчевме внимателно, чекоревме внимателно, чекор по чекор, внимававме да не се сопнеме, да не паднеме, па потоа да се вратиме неколку чекори назад и одново се од почеток. Меревме, премерувавме, носевме одлуки кои што можеби секогаш не беа допадливи, но тоа беа одлуки кои што нас не донесоа до крајната цел. А крајната цел беше што побргу да ни се случат предвремени парламентарни избори. Во овие 30 месеци и сите предизвици кои што беа пред нас совладани, можам да кажам дека беше исклучително голема можност ВМРО ДПМН како политичка партија да го покаже својот државотворен капацитет, што впрочем и го направи. Имаше и критика кон нас. Треба да бидеме искрени, секогаш до крај честни и да признаеме. Таа критика понекогаш немаше трпение за нас, па велевте што молчите, зошто ве нема, каде сте, зошто сега не нападнете, сега му е мајката и така натаму. Но пусто човек како да каже која е стратегијата, која се политиките, кој е начинот како да дојдеме до ова што денеска доаѓаме, затоа што сум го кажал тоа многу пати, ќе го повторам и овде во нашето ВМРО-вско победничко Драчево, најлесно се војува со туги синови во неизвестна завршница. Ние сакавме да војуваме, а при тоа да дојдеме до завршница со извесен крај, крајот да биде победа. Критиката... Да, победа. Критиката не болеше затоа што доаѓа критика од брат, од сестра, од татко, од мајка и таа не може никако да те боли. Таа може само да те направи поцврст, поистраен, поодлучен, похрабар во носењето на политиките, во чекорењето кон конечната цел. Безусловната ваша поддршка цело ова време не мотивираше да истраеме во сите овие предизвици.
и за само 2,5 години, за нешто повеќе од 30 месеци и некој ден, ние денеска стоиме, се гледаме еден во друг во очи и зборуваме за победа. Да, ќе биде голема, историски најголема победата на 15 јули. За само 2,5 години, радувај се Македонија, успеавме да симнеме ненародна власт. Луѓе кои што ја окупираа нашата држава во пранги го оковаа македонскиот народ. Без ниту една понуда за македонскиот народ, цели 3 години некој месец власт во Македонија. Кажете ми една политика, една понуда што ја направија за македонскиот народ. Ништо. Само порази, понижувања, омаловажувања, обесчестувања, парчења и распарчување на сопствената држава. Затоа, почитувани браќа и сестри, драги пријатели, кога ќе поминат години од денес и кога секој од вас ќе си го постави прашањето, кога можев, дали направив доволно, кога требаше, дали бев храбар и одлучен да се спротиставам на предизвикот. Знам дека, а тоа го чувствувам вечер овде во Драчево, знам дека одговорот ќе биде да, можевме, да, ја исправивме Македонија и тогаш на тој 15 јули обновата победи. Затоа што ние ја поддржавме обновата. ВМРО ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија. Има моменти кога самите пред себе ќе кажете дека некои работи кои што ви се случиле можеби не се фер. И тие работи кои што велите дека не се фер, ќе ве погодат, па ќе си го поставите прашањето и ќе речете зошто токму мене ова ми се случува, со што јас заслужив за мене ова да ми се случи. Но тогаш, драги пријатели, почитувани сограѓани, не треба да очајуваме, туку напротив, треба да застанеме цврсто на нозе и да продолжиме да се бориме за она во кое што веруваме. Колку нашиот сон, колку она во кое што веруваме е поголемо, повелико, толку искушенијата на тој пат до таа крајна цел се потешки и толку нашата борба е поисправна. Ке има и такви кои што ќе ви велат попусто се борите, од ова не бива ништо, немојте за бадијала да си го губите времето, но токму тоа дополнително треба да ве мотивира да се исправите пред предизвикот и да продолжите да се борите, затоа што нашата цел е онаа Македонија за која што сонуваме, онаа Македонија која што ја наследивме и онаа Македонија која што сакаме да им ја оставиме на нашите потомци, нашата Македонија. И тоа е голема, велика цел. Затоа заедно да се бориме. Нашата борба, почитувани пријатели, започнува следниот ден после 15 јули. Ке треба да ги засукаме ракавите и да си обновиме Македонија од пепелта во која што ќе ни остават, а за машала имаме за обновување. Треба многу грешки кои што овие ги направија да ги исправиме. За некои ќе треба веднаш да делуваме брзо и одлучно, за некои можеби ќе треба повеќе време, но важно е да ги засукаме ракавите, да се обединиме, како што многу пати во историјата македонскиот народ се обединувал и се спротиставувал пред многу поброен и многу помоќен противник од ова раководство на СДСМ и Зоран Заев. Заедно да застанеме, да се обединиме, да работиме до последна капка пот, да работиме за нашата татковина, за Македонија. И тоа не е мала работа. Заеднички да испишеме нова историја. Затоа што нашиот политички противник е буквално истата онаа транзициона матрица. Политичари кои што, морам да признаам, се многу полоши од сите нивни претходници од СДСМ, надградени и проширени, буквално докторираа во понижувањата и криминалот. Главната матрица на СДСМ во функционирањето е
да дојдат пред избори, да кажат по некоја лага, како резултат на таа лага случајно ќе добијат поддршка од граѓаните и потоа следуваат 3 работи. Првото е национално понижување и опустошување. Второто е многу криминал и корупција. И третата работа е да се исперат за претходните гревови. Еве ќе почнеме од првата влада. Сетете се како се откажа лесно од нашето знаме. Тоа е првото национално понижување. Сетете се на втората генерација. Се откажа од Македонија преку новата територијална распределба, се сеќавате? Кога ги оставија на милост и немилост Кичево, Струга, Скопје и многу општини, денеска да се молиме децата во Тетово да учат школо во услови пристојни 2 години, да не можат тоа да го направат, да учат во контейнери во 21. век. Третата, оваа проширената и надградената, продаде се што можеше да продаде за грст жолтици. Се што можеше да продаде, го продаде најсветото. Го продаде името, честа, историјата, традицијата. Буквално на пат е да распродаде се, само да се дограби до втора шанса. Следно е, конечно, да ја предаде и нашата Македонија. Ке се подсетиме на криминалот, тоа беше првата работа. Тоа беше нивното национално предавство. Ке се подсетиме на криминалот. Сетете се на првата генерација, сетете се на најголемата плячка во тоа време, штеделницата ТАТ. Сетете се на втората генерација и она голема лага на 15 септември и она кое што го ветуваше тогашниот председател за најмалку 1-2 вработени од секое семејство, кое што кулминираше со она мега афера за тенковските делови. И конечно, оваа третата, надградена и проширена, криминалот на независноста, Луи Витон торбичките и трас суството. Тоа е криминалот кој што овие луѓе може да ви го понудат. И конечно, третиот чекор, амнестија и аболиција за гревовите и криминалот сторени од нивните претходници. Тоа е таа матрица која што ќе дојде овде и во кисела вода ќе зборува, предпоставувам, со раката на срце, ќе ве гледа вака во очи, ќе спомне малку и за жицата, ќе спомне малку и за времето, семето и слично, но сето тоа што ќе го лаже, ќе го излаже. Сето тоа што ќе го каже, ќе го излаже. Од првото ветување до последното ветување. И ич око нема да му трепне. Буквално немојте да верувате. Сослушајте ги, и подароци ќе делат, и тоа го прават секаде низ Македонија. Земете ги подароците. Тоа се народни пари од украдени пари. Завртете им го грбот, покажете им го тилот и заеднички на 15 јули гласно да зборуваме позади параванот, да заокружиме реден број 14 и да ги пратиме на темната страна на политичкото минато. Го слушам Зоран Заев, пред некој ден вели, јас сум бил апсолутиста. Прво велеше дека сум бил продолжена рака на мојот претходник, сега апсолутиста, сега треба да се одлучи или сум ова или сум ова. Двете работи се една со друга диаметрално спротивни. Но јас ќе му одговорам. Јас сум истиот оној кој што го гледаш на тие лидерски средби, господине Заев, и на нашите дебати на медиумите. Кога вртиш поглед, исплашен, не сакаш да го гледаш во очи. Јас сум крајот на твојата политичка кариера. Јас сум тој што ќе те победи на 15 јули, а потоа подготви се да се соочиш со сето она што му го направи на овој народ и на оваа држава. Ке дојдат овде, драги пријатели, почитувани жители на кисела вода на Драчево, и ќе ви велат дека можат.
ке ви велат дека може да, се согласувам, може ја. А сега можат само дополнително уште повеќе да лажат, да крадат, уште повеќе да парчесуваат, да продаваат, распродаваат, да обесчестуваат. Да, можат. Но за да направат нешто добро, има можност 3 години и некој месец. И затоа велам, можевте, господа од СДСМ, вие сте минато завршено време и никогаш нема да се повторите. Заминувате во историјата како раководство на СДСМ, предводено од Зоран Заев. Можевте. А може навистина да направат многу и за собствената држава, и за собствениот народ. Но тие наместо да работат, одлучија да уживаат во комоцијата која што ја плаќаат со народни пари. Уживаат на сметките кои што ги плаќа народот. Наместо да работат, тие одлучија да затвараат цели планини за да може да уживаат во своите навики. Тоа е тоа исто прочитано раководство на СДСМ. Буквално се немаат променето ниту милиметар. Можеа навистина да донесат по некоја инвестиција, можеа навистина да ги донесат доколку работеа и Google, и Facebook, и оној автомобилски гигант, ама тие и оние кои што им ги оставивме не успеа да ги задржат затоа што избега и денеска домакини им се нашите соседи, бидејќи не сакаа да плаќаат арач во еден ресторан во југоисточна Македонија. Не, тие на запад кои што сакаат да инвестираат не слушнале за нашиот тука дека неговиот начин на привлекување инвестиции е по принципот евро за батето, евро за нешто друго. Тие за тоа не слушнале, но кога слушна, се исплашија бидејќи тој метод за нив е непознат и летна избега. Можеа да направат и по некој километар автопат, експресни патишта, ама и тие кои им ги оставивме, 3 години, некој месец, не успеа да ги дозавршат. Можеа навистина да се борат против корупцијата и криминалот. Можеа се сеќавате како викаше мојот политички противник, ке врти бројчаникот Арно, ама бројчаникот остана невклучен на електрично напојување. Па дури ни нулата ја нема таму. Но затоа пак тие кои што до вчера за нив беа режим, сега им се најверни слуги и најлојални коалициони партнери. За жал, наши поранешни сопартици. Можеа да направат многу, но за жал, ништо не направија. Но затоа, ние сме тука да се обврземе, дека уште во првите 6 месеци, секој, оној, кој што сторил криминал, се огрешил пред законот, го прекршил законот, ќе одговара. Без разлика од која политичка партија доаѓа, мора да има одговорност. Не се сите исти. Не може сите да бидеме исти. Различни сме и тоа како сме различни. Се сеќавате кога велеа дека ќе донесат правда, ќе донесат мир. Ниту правда донесоа за волја на вистината по некое Луи Витон куферче полно со евра во обвинителството, на специјалното, се сеќавате, кое што требаше да биде безкомпромисен борец за правда, и по некоја трастра судска пресуда со која што се пресметаа со патриотите, со јунаците, луѓето кои што си ја сакаат Македонија, но затоа пак донесоа и по некоја ослободителна пресуда за врхушката на СДСМ. Тоа што го гледавте, вие не го гледавте, тоа што го слушавте, не го слушавте, она за еврото не постои, такво нешто нема. А од мирот претворија немир во душите на родителите и дечињата, чии што татковци и синови загинаа борејќи се за Македонија во диво населје. Немир донесоа во душите на родителите на дечињата од Смилковско, се сеќавате кога Скрснозе наспроти нив им ветуваше вистина дека само да ја добиел поддршката и веднаш вистината ќе излегла на виделина.
Немир донесува во душите на семејството Нешковски, Јанушев, Јаден Колјо кој што го загуби својот живот. Но затоа пак денеска имаме патриоти кои што по 15, 17, 18 години се во робија затоа што сгрешиле, а сакале сопствената држава. Тоа е грев за Зоран Заев и врхушката на СДСМ. А затоа пак убиецот на Колјо едва и 3 години. Едва и 3 години. Едва и 3 години. Ете, таква правда и таков мир донесува овие луѓе. Не може да имаме држава ако во оваа држава не се знае кој се богател на грбот на народот и кој го крадел народот. Не може да имаме држава ако имаме политичари елитисти кои што се одлепиле од народот, кои што ги гласал, кои што ги уживаат привилегиите од народот. Политичарите кои што ќе бидат дел од идната влада и кои што ќе имаат задачи во владата претворена од ВМРО ДПМН. Политичарите кои што ќе бидат пратеници избрани од пратеничките листи на коалицијата за обнова на Македонија. Ја знаат таа лекција која што е прва во нашата читанка проект обнова. А тоа е тука заедно со народот, да го слушаме народот, што народот има да ни каже, да зборува, а ние потоа преку проекти да му вратиме на овој народ. Народот дава, ама народот иззема. Јас сум одлучен дека овој пат ние политичарите треба да му дадеме на народот. Доста беше 30 години политичко мочуриште. Доста беше понижување и омаловажување на овој народ. И нема префрлање на топката, администрацијата била виновна, правосудството било виновно. Не. Ке почнеме со ветинг помеѓу политичарите. Секој оној кој што извршувал некаква политичка задача, ке има можност да го докаже својот капитал и капиталот на своето семејство. Тој што не може тоа да го докаже, мора да сноси одговорност. Не сме сите исти. Едни несразмерно го зголемија својот капитал, а други се честити и честни, сакаат да се борат за својот народ и за својата држава. Во првите 6 месеци предлог закон за ветинг помеѓу политичарите, а потоа и помеѓу се останато. Да видиме како се богателе на грбот на народот, како се купувале станови, викендици, скапи возила, луксузни летувања, луксузни земувања. Не се сите исти. Мора да покажеме разлика. Доста беше недовербата. 30 месеци како председател на најголемата политичка партија слушам сите сте исти, доаѓате овдека пред избори, ветувате, а потоа ве нема. Сите се политичари исти, доаѓаат да лажат, па потоа за да можат да крадат. Не сме сите исти. И мора тоа да го докажеме. Не сме сите исти. Меѓу нас има многу различни од нив. Ние немаме плантажи со марихуана. Ние немаме Бентли и Мајбах. Ние немаме хациенди на Женевско езеро и кај нашиот јужен сосед. Не, ние сме тука со народот и тука ќе останеме. Ние сме се вратиле од Европа и сме дошле во нашата Македонија да покажеме дека таа Македонија може да биде најдобрата држава на Балканот, а ние да бидеме горди што сме македонци кои што живеат во оваа држава, во нашата Македонија, онаа за која што сонуваме. Драги пријатели, пред нас е исклучително предизвикувачки период, помалку од 2 недели. Би рекол 10 дена неделат до историски најголемата победа. Ние пред граѓаните излегуваме со понуда. Таа понуда ја нарековме проект обнова. Многу внимателно таа понуда ја создававме, ја креиравме. Оваа наша читанка е напишана на 360 страни. Многу внимателно сложувани реченици, пасузи, страници, од првата буква во првиот пасус до последната точка во последниот пасус. Работеа
комисиите во партијата, работеа општинските комитети заедно со партиите од коалицијата, заедно со многу експерти, партиски определени и неопределени, заедно со многу луѓе кои што се од земјава и од странства. Работеа и внимателно ги создава овие 360 страни. Заедно со вас, со народот, се сеќавате на оние разговори за Македонија. 360 страни, буквално секој ќе најде по нешто за себе. Секој ќе го пронајде оној дел кој што го напишал во оваа наша читанка наречена Проект обнова. Јас ве повикувам со искрена и честа намера слободно да ја земете, да ја прочитате. И слободно, доколку не ви се допадне тоа што е напишено, ставете. Но јас сум убеден дека тоа што е внатре е многу внимателно напишано и убеден сум дека ќе предизвика внимание кај вас. Доколку предизвика внимание, поминете овде низ Драчево, низ Кисела вода, низ Скопје. Разговарајте со вашите соседи, со вашите пријатели, колеги, роднини. Слободно зборувајте за проектот обнова. Обновата која што ќе донесе повеќе за секого. Обновата која што ќе победи на 15 јули оваа година и обновата која што ја детерминира иднината на нашиот народ, на нашите деца, на нашата држава. Слободно, нема да дозволам вашата чест, вашиот образ да биде застрамет. Сето тоа што е внатре, ќе го реализираме. Ние не ветуваме чуда, тоа секаде го зборувам. Чуда се невозможни, а ние не сме волшебници. Ние сме луѓе кои што тоа што ќе го ветат, тоа и ќе го испорачаат. Затоа слободно прочитајте, дајте ни забелешка ако цените дека некаде може подобро. Подготвени сме за критика. Никогаш не сме бегали од критика, ние немаме фрустрација. Слободно погледајте и критикувајте, поддржувајте. Тоа е она што ние го нудиме. Нудиме за минимум 25% поголема просечна плата за еден 4-годишен мандат. Нудиме минимум, најмалку, 20% повисоки пензии за пензионерите во еден мандат и враќање на старото законско решение кога пензиите 2 пати годишно растеа. Нудиме најмалку 4 милиарди евра странски и домашни инвестиции. Нудиме најнизок данок во Европа во 2021 година 9%, во 2022 година 8% рамен данок и напуштање целосно на прогресивниот данок уште во првите 100 дена укинување на тој закон. Ние нудиме данок од 0% за вработување на лице до 29 годишна старост. Ние нудиме најмалку 460 милиони евра субвенции за земјоделците. Да имаме горди, честни земјоделци, а не вакви понижени, застрамени и омаловажени, како што денеска ги стрекавам секаде каде што одам, јори за производителите во Кочани и во Тиквешијата кога разговарам со лозарите и оние јаболка што гледаат во Ресен и во Росоман со производителите на кајсија и праска, во Пијанец и Малешевијата оние што произведуваат сливи, во југоисточна Македонија раноградинарски производи, домат, пиперка, краставица, зелка. Буквално да не ја гледаме повеќе нашата нива ненасадена, необрана, нашето поле неожнеано. Затоа се бориме за достоинствен земјоделец. Да се реновираат нашите домови е предвидено во овој наш проект обнова. Нови фасади за топол дом, а помали трошоци и 50% субвенција од државата за реновирање на фасадата. Бесплатен приклучок за газ за секое семејство. Почист амбиентален воздух. Ние не сме како СДСМ, ние не можеме да ветиме гласајте за нас и веднаш ќе почне да дува чист алпски воздух. Не, тоа не сме ние. Ние тоа што ќе го ветиме, тоа и ќе го исполниме.
Најважниот стол, па тоа е враќање на правната држава. Деноноќно работевме со тимот. Тоа е она кое што е најважно, затоа што без правна држава, без почитување на законите, ништо од ова нема да биде. Ова се ќе остане само пишана буква на хартија, ако не ја вратиме правната држава. Многу работевме. Фантастични реформи ќе најдете во тие 360 страни. Здравствен систем кој што ќе се темели на превенција, здравствен систем ориентиран кон пациентот, здравство кое што ќе понуди здравствена заштита буквално за секој еден граѓанин. Вчера бевме во една скопска населба. 90% од луѓето таму немаат здравствена заштита. Таму немаат здравствено осигурување. Зборувам за Шуто Ризари. 21. век, а они мислат дека таму милоста ќе ја купат со еден пакет. Не, така милост не се купува, туку со одржлива политика, со политика која што ќе донесе повеќе за секого и развој на државата. Да не ни се случува тоа што го ветуваа дека ќе сме оделе во Европа, а денеска Европа буквално ги затвори границите за нас, бидејќи катастрофално се справувавме со пандемијата. Денеска Македонија е на дното во Европа. Држава за чии што граѓани Европската Унија е затворена. Тоа никој нема да слушнете да ви го каже од власта, туку ќе ви каже дека блескаат раката на срце и повторно нема да ја говорат вистината. И можам уште многу да зборувам за сите неправди, за сите порази, за сите понижувања, за сиот срам кој што ни го донесоа. Не знам што да издвојам што беше добро, што беше честито и честно. И навистина, еве да се мислиме и да ме прашувате зарем има нешто што може да се издвои, не би знал да кажам навистина што е тоа. Затоа, драги пријатели, почитувани сограѓани, сакам да ве повикам на 15 јули, сите заедно, обединети, сложни, да излеземе уште во 7 часот наутру, да го дадеме гласот за победничката коалиција, за коалицијата предводена од ВМРО ДПМН, чиј што носител овде во изборната единица 1 е почитуваната професор Гордана Силјановска Давкова. Жена борец, која што од првиот момент кога ја запознав, разговаравме за нашата земничка тема, а тоа е, се разбира, Македонија. Како ние сакаме да ја гледаме нашата Македонија. Се сеќавам и на еден разговор кој што двајцата ние го водевме со еден реномиран професор, чинен професор кој беше од Универзитетот Оксфорд, господинот Петифер, кој што дојде не посети двајцата, неколку часови разговаравме. Човекот се потегна од Обединетото кралство на покана на професор Силјановска да дојде од Универзитетот Оксфорд и седевме, разговаравме за каква Македонија се бореле нашите предци, за она што го кажуваше на времето господинот Шо. Зборувавме за каква Македонија сакаме да биде. Часови и часови зборувавме на таа тема. Понекогаш, кога не се согласувавме, слушав аргументи од професорката Силјановска. Многу научив. И во политиката, а пред се во правото. Но на што мене најмногу ме импресионираше е незината чест, честитост, посветеност и незиниот патриотски дух и љубовта кон татковината Македонија. Затоа да ја поддржиме професор Гордана Силјановска Давкова на 15 јули, да го заокружиме ливчето со реден број 14. Да сте ми здрави и живи, да ни е вечна и вековита Македонија, кисела вода Драчево и се разбира ВМРО ДПМН. Ви благодарам од срце.